9 часот и речиси 10 минути, тоа е вистинско време за да го започнеме следот новата сезона на разговори со нашиот драг и ценет, што би рекол Александар Пестевски, здравствен консултант, доктор Александар Битов. Добро утро. Добро. Сега веќе и во студиото, бидејќи во изминатата година, во претходната сезона, главно бевме на зумови и така натаму. Како сте, доктор Битов? Фала му на Бога, добро. Поминавте низ вакцинации, овој тип на сите... Вакцинација само, прележување не. Ќе видиме како ќе оди понатаму работата, така да досега е само на вакцинација. Добра, и кај мене е слична ситуацијата, ама човек, мислам, не е срамота човек да се зарази, но сепак вниманието треба да се задржи и да се почитуваат сите... Ако нешто научивме дека за година и пол додека пројде, дека не може човек да биде паметен во оваа пандемија и да предвиди нешто. Мислам дека тоа се сеќавам. Ајде. Се сеќавам кога си одев дома после вакцинацијата и вака вториот пат, едно чувство, нели, готово, заврши ова. Падна каменот. Крај, да, леле, конечно, и за 2 месеци демант. Така да нема предвидување веќе. Доктор Битов, одлично, бидејќи тука сакам и да го започнеме овој разговор. Што се случува во позадината, во здравствената позадина, во позадината на состојбата со здравјето луѓето, зад овој фронт на големата пандемија и на оваа дневна, како да кажам, една фокусираност врз лоши бројки на смртност, врз се уште високи цифри на заразени, новозаразени, така натаму. Што се случува во позадината на здравството? Вистинска информација имаме од здравствените системи во Европа кои што тоа многу педантно го следат и го објавуваат. Не дека е кај нас различна состојбата, меѓутоа кај нас не постои таков систем кој што ќе ни дава една рентген снимка постојано што се случува. Например, бидејќи ги следам например листите на чекање во останати земји каде што јавно се објавуваат, се случи една таква пролонгација, едно такво одолговлекување, некои листи на чекање за одредени процедури, ако беа месец, 2, 3, стасаа до година во одредени земји. И анализите беа дека... Говориме за сериозни земји сега, не говориме за земји подолго од Македонија. Не, Франција, Германија, Британија, значи зборуваме за земји кои што го поставуваа прашањето дали лекарите ќе треба потоа да работат секој ден, викенди, прва, втора, трета смена, буквално тоа што е нели елективни операции, хирурги, со цел да почне на барем малку да се надокнадува тоа што во позадината се случува. Значи првото нешто кое што се случуваше во позадината и уште тече е тоа од што се плашевме, блокирањето на здравствениот систем како таков, што го прави ковид. Особено во тие фази на големи пикови како што веќе ние имавме 4 или 5, бидејќи нели практично сите клиники на клинички центар беа букирани и со тоа исфрлени од употреба за нивната стандардна нега или лекување. А знаеме дека и претходно имаше листи на чекање. И претходно не е дека беше од денес за утре, туку минимум месец до 2. Така што тоа првата работа која што се случува во позадина е едно големо пребукирање на здравствените системи, додека траеше лани ова време 3, 4, 5 месеци, се планираше дека ќе може да се надокнади, надокнадувањето како збор во овие системи сега веќе е исфрлено. И втората голема работа, исто од пандемиски размери, е зголемувањето на телесната тежина на населението генерално, заради тоа што дојде до силно засилување на тој седентарен начин на живот, работа од далечина и тоа дополнително. Значи, тие се двата крупни тренда. Блокирање на здравствените системи и зголемување на просечната телесна тежина на популацијата. Морам да ве ставам малку во македонски контекст. Забележувам и веројатно не само јас, дека во првата година на пандемијата лекарите, здравството, лекарската професија и сите други, да кажем, помошни професии на лекарствата, бевме сведоци на излегувања по балкони, аплаузи, почит и така натаму и така натаму. Во последниве месеци, и тоа веројатно не е само во Македонија, но и во Македонија,
Дури гледам дека сега веќе на некои митинзи се скандира убици, убици. Мислам, се направи, дали на луѓето, тоа не е инаку одраз на општата расположба убици, убици, но е скандалозно навистина дури да го чуеш како неколкумина го извикуваат. Макар и 20 на луѓе. Има еден шифт, има едно поместување во таа динамика околу лекарската професија, здравствениците. Предпоставувам дека и ова високо ниво на смртност во Македонија за пандемијата придонесува кон тоа. Како го чувствувате тоа? Што е вашиот коментар? Во право ли сум кога го кажувам? За жал, целосно се согласувам со вас дека дојде до поместување, да речеме, на генералната перцепција. Зошто го сметам тоа? Мислам дека за жал дојде до едно поистоветување на пролонгираната состојба на пандемијата со самите лекари. Значи, ние сите сме изфрустрирани, вклучувајќи ги не и нас лекарите, од тоа што ова трае предолго. Како лекарите да се виновни затоа што трае предолго. Имено. Значи, не е вина на лекарите тоа што ова отиде надвор од сите можни предвидувања. Така и го почнавме разговорот дека ова пандемија испадна најнеблагодарната работа за предвидување, дека се смени. И за жал, тој тренд се засили и порано кај нас кон медицинската професија има амбивалентни ставови генерално во јавноста. Значи, главно беа врзани за корупција, што е право. Сега и гледаме стории дека наводно во некои од болниците за нега и така натаму има корупција, ама веројатно е тој и на пониски нивоа, дека не претпоставувам дека не се доктори мешани во тоа. Имено, но тоа што треба, на пример, во такви ситуации да се направи е само како се враќа до вербата, со ригорозни акции, секогаш кога ќе излезе таков муабет на површина. Оти ако се појави таа информација и ја оставиме, се појави следна и ја оставиме, се појави. Ако не е веднаш од позади со силна реакција и од лекарска комора, и од Министерство за здравство, но и од органите на прогон, значи обвинителство, се што треба, така ќе се врати назад довербата во лекарите. За жал, од друга страна пак и лекарите го очувствуваат тој удар на дел од јавноста. И тоа дополнително ги деморализира. И мислам дека тука треба многу голема грешка е тоа што се случи силна поларизација. Од една страна имавте дури и лекари кои што пишуваат јавни статуси, нормални ли сте, вакви сте, такви сте. И сега нормално е дека еден таков речник, дека еден таков начин на конфронтација ќе ги подели луѓето како со линија на поднаводници поддржувачи на една и на друга страна. Доктор Митов, јас сум фрапиран и од мои колеги новинари, долгогодишни професионалци кои што на Facebook си дозволуваат такви квалификации, такви, ајде да не кажем, лупетања, кои инаку се пристојни новинари во своите текстови и така натаму, но тој Facebook синдром, феномен, како да ги вовлече сите во него. Луѓето изгубија репер што смее, што не смее, што може, што е пристојно да се каже, што е непристојно. Знаете зошто е мојим став? Оти, кога сум овде пред светло и пред камери, имам импресија дека ме гледа јавноста. А дома, кога работам на компјутерот и ги пишувам тие статуси, некако луѓето подзабораваат дека тоа не е само дома и не е само на својот екран, туку дека и тоа, како силен медиум. Некој тоа го употребува, некој тоа го злоупотребува, некој не е ни свесен. Така е, за жал. Да поминеме од лекарскава професија на општата здравствена култура во држава. Се промени ли нешто низ пандемискиве година и пол и така натаму? Детектирате ли некаква значајна промена во здравствената култура кај нас на линијето? Затоа што навистина поминавме низ еден дрил кој што историски вакви работи се случуваат, што велат еднаш на 100 години во историјата. Има ли забележителни промени во здравствената култура? Јас можам од мојата пракса да кажам дека драматично повеќе е пораснат бројот на луѓе кои што доаѓаат сосема здрави и кои што велат сакам да променам нешто на подобро, да го променам начинот на живот и да направам одредени промени во исхрана, во физичка активност, во стил на живење генерално. И мислам дека тоа силно се должи на тоа што рефлекторите ги свртивме кон здравието. Сакајки, не сакајки, општеството живее во изминативе 2 години со централна тема здравје. И тоа мислам дека малку придонесе таа култура, здравствена култура да се дигне на едно повисоко ниво. И една од толку негативна работа, една од позитивните работи, мислам дека ќе биде тоа. Поголемо внимание на нашето здравје.
Говоревме малку и за тоа, мислам, поминавме низ навистина еден турбулентен период. Гледам дека вирусов и пандемијата се толку, како што самиот неколку пати велите, непредвидливи, што се случуваше да и видни експерти во одредени области, говорам пред се за медицината и здравието, неколку пати менуваа ставови кога требаше да дадат оценки за одредени состојби и протоколи, статистики и така натаму. Нормално ги е тоа да човек промени став и за особено кога е пандемија во прашање здравје и така натаму, или тоа сепак резултат на некаква друг феномен? Да, мислам дека во целовој процес јас можам да зборувам, како што и секогаш го правам, за делот во кој што јас сум повикан, јавното здравје, здравствената едукација, здравствените системи. И таа е линијата која што сам си ја поставувам. Бидејќи не сум стручен да навлегувам во вирусологија, во имунологија и во други детали. Но, зборувајќи на оваа тема, многу е важно да се едуцира јавноста преку таа здравствена едукација како всушност науката генерира ставови и како е сосема возможно и прифатливо еден став да биде на еден начин презентиран, но по известно време врз основа на променетите факти и на променетата фактичка состојба да биде прифатено дека тоа се променило. Тоа мислам дека ќе одеше многу полесно ако постоеше една конзистентна комуникацијска стратегија, например, однапред направена од Министерството за здравство, каде што ќе беа предвидени тој тип, не знам дали е воопшто направена комуникацијска стратегија, иако тоа е извонредно важно во ваков период. Дури и кампањата, например, за вакцинација, вие мора да расчистите кому се обраќате. Ако ја стратифицираме нели популацијата, населението повеќе во вашата област отколку во мојата, меѓутоа секогаш ќе видите дека на едниот крај имате силни подржувачи на нешто, силна опозиција на тоа нешто, уште која ќе ми ја видат сликата против. Кај, не ме интересира или читам наслов, готово, толку. Но останува во средината една голема популација со која што може да се работи. И мислам дека таму треба да се фокусираат на таа една комуникацијска стратегија на Министерството за здравство, која што ќе ги опфати и овие елементи. Кои елементи? На променливоста, на тоа дека е можно една институција да даде еден тип на препорака, но која ќе се сменат состојбите, да се измени и препораката. Но тоа бара една континуирана, да не речем малку и агресивна кампања која што постојано ќе ги информира луѓето за таа флуктуација, дека е можно да се променуваат вестите. Доктор Митов, што е право кога сме веќе на темата на разговор со јавноста, на разговор со средниот дел на тие две крајности, најважниот на кој треба да се обраќаме. Има и друга страна таа медала. Има еден здравствен популизам, ако смеам така да го наречам, во кој што видовме некои и почитувани лекарски имиња, почитувани здравствени експерти и така натаму, кои што искористија можност да се само промовираат, дури да дискутираат области кои не им се во стручната надлежност построга, а нивниот глас се слуша, па потоа предизвикуваат милион полемики, реакции и така натаму. Па поправајте после нив. Така е, мислам, како тоа го коментирате? Оти таа дисциплина како малку да се изгуби. Оти сега кои ќе светнат рефлекторите, има луѓе кои што ја сакаат таа светлина. Многу убава тема. Прво јас би сакал да кажам дека најголем дел од лицата на колегите, вистински херои, кои што стојат над пациентите во интензивна нега, со респираторите, кои што де факто спасуваат луѓе, тие лица ние не сме ги виделе уште на телевизија. Значи, во смисол на лекари кои што нели сега испаднаа многу гласни, па ова првите на фронтот, оние што се во рововите. Тие колеги на кои што треба вистински да сме им благодарни сите, тие си останаа во рововите се уште и макотрпно си ја работат работата и не излегуваат на телевизија. Еден огромен дел од нив. И треба прво, чувствувам должност да го нагласам тој прв момент. Вториот феномен што го кажавте, многу убава одскочна даска испадна пандемијата за локални избори. Па листи, па се така е. Слушајте, да ве прашам, дали сте изненаден, мислам, јас сум фрапиран од бројот на лекари кои што се појавуваат на градоначалнички, на советнички листи и така натаму. Што ги тера луѓето, гајте денеска да станете лекар, тоа е најмалку 7 до 9 години студии. Поставам дека специјализациите зимаат уште до 10 секако ќе стане. 10. На потоа следува едно искуство, на тие листи гледам луѓе со многу угледни кариери,
кариери професионални и така натаму. Што е потребата да од една таква позиција се помине во разговор за тераси, за дивоградби, за павер елементи на тротоари? Што е проблемот? Проблемот ли е овој популизам што го говориме, светлото на рефлекторите? Многу е лошо дека кај нас се створи, мислам, мој личен став кажувам, дека се створи како елитното нешто во општеството да е занимавање со политика. И тоа е, мислам, една комплетна небулоза која што доминира во јавноста. Воопшто не сметам дека е така, нема ништо побаво од тоа човек да се занимава со својата професија и таму да се надградува имало, немало рефлектори. Значи, без разлика на Да тоа. ве прашам, да не се парите во прашање? Бидејќи, мислам, ние говориме, ова сериозно го мислам, говориме континуирано за приходите на лекарите, за нивните плати и така натаму. Тоа нешто се подобри во последните години. Се подобри, тоа е факт. Но се разбира дека не можеме да се поспоредиме со Германија и со Швајцарија и така, во ништо па ни во тоа. Дали може би овој тип на, како да кажем, некаква лукративност е исто така елемент во заминување во политика? Во честниот дел не. Оти платите, ако ги земете да ги видите на политичарите, не е тоа ништо баснословно. Да. Премиерот не знам дали зима 1500 евра или, значи, поголема од просечна, но не е плата за да се купат, не знам, Така е. што се не. Но можеби другиот момент, скриените пари, корупцијата, особено за градоначалнички позиции, тоа може да има. И не е корупција во прашање, можеби чувството на моќ. Оти тоа нема цена таму и не се работи понекогаш дури за заплати. Гледате, за докторите велат дека се мали богови, бидејќи решаваат за судбината која ќе имате пациент на хируршка маса, се разбира дека сте особено хирурзите, да. Секогаш ги земаме тоа како пример. Можеби, како да кажем, тоа чувство на потреба да се помине границата само на здравствениот систем, да се прошири врз целото општество, можеби е тоа некаков повод. Господин Радановски, јас мислам дека ние видовме толку погрешни мотиви во изминатите 30 години за влегување во политика, од кои што најголем дел беа за пари. И тоа е многу жално, бидејќи штом човек со таква мотивација влезе во тоа, се знае кај ќе заврши цела состојба. Мислам дека ќе бевме сите посрекни ако видовме влегување во политика со цел да се подобри начинот на живот на граѓаните. Се плашам, доктор Митов, дека после овие избори ќе добиеме лоши градоначалници и ќе изгубиме добри доктори од некои важни клинички и здравствени места. Ви благодарам, во 9:26 минути се гледаме следната среда, како и секоја среда, така и следната ќе бидеме заедно во студиово.